Добро вечер, 24. Анализа. Собраниската комисија одлучи да го одзеде имунитетот на 6 пратеници вмешани во крвавиот четврток во собранието. Конечната одлука ќе се носи утре на пленарна седница. Тема на вечерашната емисија е токму случувањата во последните денови. Во студиото се адвокатите Сашо Дуковски, добро вечер. Добро вечер. Александар Новаковски, добро вечер за вас. Добро вечер. Искра Опичевска, колешка новинарка, која што беше и директен сведок на случувањата на 27 април. Добро вечер. Дуковски, ќе почнам со вас. Утре е закажана пленарната седница во 12 часот, на која што се носи конечната одлука за пратениците. Доколку биде донесена одлуката да им биде одземен имунитетот на пратениците, што може да се случува, односно дали веднаш тие ќе бидат спроведени во притвор, како што е барањето на јавното обвинителство? Барањето на јавното обвинителство е за определување на притвор. Притворот го определува судијата на предходна постапка. Ако се одземе имунитетот е пречка за определување на притвор во конкретниот случај, иначе има други случаи каде што не мора да се одземе имунитет, кога им флагранти фатен сторител на вршен кривични дела. Во конкретниот случај, бидејќи од мандатно-имунитетната комисија има донесена одлука, односно предлог за одземање на имунитетот, и тој е доставен до собранието. Собранието со просто мнозинство, ако утре изгласа одземање на имунитет на 6 пратеници кои што се осумничени во овој предмет, е определен притвор од страна на судијата на предходна постапка, не постојат правни пречки да тој притвор се реализира, и поредот на нештата, доколку такво сценарио биде извршено, тогаш тие осумничени, во зависност од тоа дали се работи за ефективен притвор во истражниот затвор Скопје или се работи за домашен притвор, таму ќе се издржува мерката притвор. Новаковски, вие сте еден од бранителите на еден од пратениците, но независно од тоа, кои се очекувањата посла утрешната седница? Дали можеме да ги видиме во притвор или... Судиите во предходна постапка, постапувајќи по барањето на обвинителството за организиран криминал и нивното барање, значи за притвор, се обрати судиите, мислам, постапија исправно и се обратија до Собранието на Република Македонија, односно до председателот на Собрание на Република Македонија. Тоа е задолжителна постапка во вакви случаи. И доставено е барањето, комисијата, председател на Собрание, веднаш доставува до комисијата за деловнички и мандатно-имунитетски прашања. Колку што знаеме, веќе тоа е помината тема, комисијата одлучи да им се одземе имунитетот во делот на определување на мерката притвор. Во случајов, сега комисијата прави заклучок кој се доставува до председателот на Собранието и председателот на Собранието свикува седница. Значи, имунитет може да одземе само Собранието, значи не може само комисијата. Бидејќи во јавноста веќе подолго време се прави забуна околу имунитетот, јас мислам дека во случајов постапката треба да се запази и се запазува до детал, значи како ќе одлучи Собранието не знаеме, да не преюдицираме, но тоа не значи ако Собранието отргне имунитетот за да се одлучува за притворот, дека тие ќе добијат и притвор. Може би ќе се сменат со некоја одлука, куќен притвор или други мерки на предпазливост. Значи, во конкретниот случај, ние имаме овдака формално процесен имунитет, значи станува збор за повеќе начини, повеќе имунитети. Значи, во современите нашиве акти, каде ние сме членки, одредено и се знае дека постои само овој имунитет, например во сите современи демократии. А во некои демократии постои уште построг имунитет, затоа што поради реваншизми и други начини да се гонат пратениците за било какви дела. Конкретниот случај, значи, зборуваме само за притворот. Значи, Собранието, комисијата го одобри притворот, ако го одобри Собранието притворот, не би можело да преюдицирам, сите пратеници се поединечно си гласаат и може веќе и утре, ако не присуствува опозицијата или присуствува и ако нема многу дебата, иначе дебатата е определена за 3 дена. И тука да нема забуна, значи има право Собранието максимум до 3 дена да дискутира за барањето на судијата во предходна постапка.
И тоа е постапката, значи, а како ќе одлучи судот, ќе видиме понатака. Да, тоа значи одлуката на судот може да биде и притвор, и домашен притвор, или да смени. Значи, да се надоврнам, одземањето на имунитетот е само еден предуслов за да може воопшто судот во конкретниот случај, повторувам, да определи притвор. Што во ниеден момент не значи дека по дефолт судот ќе определи притвор. Меѓутоа, додека не се симне имунитетот, не може да разговараме за определување на притвор. И до сега постапката тече од сите страни, од барањето до обвинителството, од судот према парламентот, односно преку председателот на парламентот до комисијата, па од комисијата го враќа. Така да до сега постапката тече во ред. Дали ќе биде определен притвор, дали воопшто прво ќе биде одземен имунитет, ќе покажат со почеток од утрешните денови, па натака. Само кратко, мислам, потполно се согласувам да ќе се работи за формална процесна постапка. Но, би сакал да дополнам дека ние имаме неколку случаи на одземање на имунитет. Некои парламенти имаат нон-стоп, имаат посебни комисии кои претходно ги разгледуваат прашањата. Значи, добро е да се отвори дебата. Ние од последниот случај до сега не отворивме никој дебата и затоа во јавноста ја мешаат имунитетот со мандати и со други. Не би должел, но со само различни работи, или дека во ваков случај за ова дело дека е задолжителен притворот и дека нема што парламентот да дискутира. Уставот е јасен. Но имаме една ситуација. Треба да се праша пратеникот дали ќе се повика на парламент. Овде пратениците не беа прашани дали ќе се повика на имунитет, мислите? Не беа прашани дали ќе се повикаат. Може би некој од нив нема да се повикаше. Значи се прашува секој кој е пратеник донесен. Колку имаме ние случаи, то се водат постапки, по пратеник не се повикал на да не сакам имења да споменувам. Дали ги прашале дали се повикуваат, бидејќи тие беа во Не, директно се отиде може би некој бил прашан, може би не. Не, во случајов јас знам дека не се прашани дали ќе се повикаат, може би некој нема да се повикаше на имунитетот, но се отиде заради може би тежината на делото и ситуацијата, значи да се но ево, собранието ќе одлучи, сега да не ја комплицирам, но ова е добра да не пада за понатака. Дали треба да се праша пратеник се повикува или не? Обичевска, како новинар кој што беше директно ги следаше настаните на 27 април, пред да те прашам и што таму ти доживеа и преживеа, ме интересира прво кои се твоите очекувања од утрешната седница? Јас сакав да се надоврзам на вашите гости и фала ви на прашањето. И ќе го кажев тоа веројатно во текот на оваа емисија, драго ми е што сум во друштво на вакви луѓе гости, бидејќи треба на сите да не е јасно, како на интелектуалците што во моментов се вклучени или можеби од надвор го гледаат тоа од сосем друг аспект. Во овој случај, како и ние новинарите, пред се одговорноста што имаме кога известуваме, мора да правиме разлика. Не сите граѓани на Македонија се правно уки луѓе. Затоа на интелектуалците, на адвокатите, на правниците, на професорите од областа на правото и нам новинарите пред се кога известуваме, треба да сме кристално прецизни и јасни кога известуваме или кога одговараме на прашања од овој тип за да разграничиме што е што. Во таа смисла процедурата, како што кажа моите претходници, ја не би сакал да им се мешам во нивната работа, е јасна. Да почекаме утре собранието што ќе одлучи, не знаеме. Да видиме што после ќе се случува. Може би нема да има притвор, може би ќе има. Не би сакал да преюдицирам, се шпекулира, се прави, па ќе има притвор сигурно за сите, па затоа што тоа е реваншизам, но еве да оставиме на институциите, колку и да звучи наивно или глупаво, ајде да не се изразам, меѓутоа ја верувам во оваа држава. Тама работа ако не веруваме или ако сите што сме доживеле неправда, еве, веројатно сите ние еднаш во живот сме доживеле неправда, па сега да земеме улична правда да применуваме, не ќе почекаме институциите да што ќе кажат, па после може да критикуваме или да речеме да добро си ја завршиле работата. На кое би било образложението ако еве уште малку ќе се задржам на притворите доколку не бидат одредени во случај нели да биде и одземен имунитетот, ако за 18 мислам беа досудени притвори кои што се во истото дело, 12 се во шутка, 6 беа
во домашен притвор? Од аспекта на селективност и неселективност во истиот случај. Колку имаме вака информација од јавноста, бидејќи ние не присуствуваме на сите се како што појасни колегата Дукачки, за постапка кај судија во претходна постапка. И таму се дискутира за мерките предпазливо, за мерките. И во случајов имаше некој доби одма притвор, некој доби куќен притвор. И сега прашањата беа, зошто куќен притвор? Не знам зошто, но сигурно имал причина да веруваме во институциите, ако некој од судиите се одлучил да даде и куќен притвор. Во конкретниот случај, јас мислам дека веќе мора и целта е да се расчисти овој настан и да се види не може сите да имаат иста вина. Значи во случајов, али тоа во понатамошната постапка. Во моментов, од X причини, од предпазливост ли, од информации кои ги имаат службите, а ние кои адвокати ги немаме, значи не немаме увид во ништо до сега, во никаков, освен она што вие го знаете и вие подобро го знаете, бидејќи сте биле и присутни внатре во собранието. Значи јас мислам да причекаме, уште е рано да се презентираат доказите и може би ќе има и сега нели постапката по жалбите, че да видиме како ќе одлучи по жалбите, но сметам дека овој настан мора да се расчисти дефинитивно, бидејќи еден не се расчисти, овој беше уште многу страшен настан, и да се види кои се одговорните. Значи целта е на тие и ние присутните адвокати секако можеме да ги браниме нашите клиенти, али мислам добро е за државата, бидејќи делото кој им се става е дело против државата. И мора, мислам, да се види кој што превзел против државата и во кој обем. Целата кривична постапка од самиот почеток, од донесувањето на наредба на јавниот обвинител за спроведување на истрага како конкретниот случај, преку поднесувањето на барање до судијата за претходна постапка кој што одлучува. Прво да немаме неколку забуни тука во смисол. Вчера слушав на телевизија, на вестите, вели, даваат исказ кај судија на претходна постапка. Точно. Меѓутоа, тој исказ се однесува само за барањето, значи само и исклучиво за барањето за определување на притвор. Дали според осомничените, дали според нив има основи за определување на притвор кои што се 3, или не се, или нема. Тоа е, а немате сослушување во однос на делото. Тоа е една работа. Втора работа која што би сакал да кажам дека во битието во самите темели на кривичното право и во Законот за кривична постапка и Кривичниот законник на Република Македонија имаме индивидуализација. Што значи тоа? Тоа значи дека секој осомничен се цени посебно, па и во однос на притворот. Тоа го сакам да го кажам во однос на притворот. И затоа спрема некого се определува притвор и спрема друг се определува полесна условно кажано мерка, тоа е куќен притвор. Инаку, согласно императивните одредби од Законот за кривична постапка, судот, во конкретниот случај судијата на претходна постапка, е должен да примени, ако целта е обезбедување на присуство на осомничениот во постапката, ако може да се обезбеди со полесна мерка, затоа што притворот е најтешка мерка. Испод притворот имате еден куп полесни мерки, пријавување пасоши, забрана промена на живеалиште, на пуштање и така натака, да не се тука во оптерето. Сакам да кажам дека судот е должен да примени полесна мерка ако целта може да се постигне со таква полесна мерка. Меѓутоа, повторувам, секогаш се оди индивидуално од личноста. Се тргнува, кривичното дело е тоа, дали ќе остане за сите во текот на целата постапка, тоа тек треба да се види. Меѓутоа, кривичното дело е тоа и осомничените се тие, не се сите исти. И затоа према некого се применува една мерка, а према друг се применува друга мерка и не треба да се воопшто генерализира. Се индивидуализира и судијата, сметам, особено судиите, двајца, на претходна постапка, сметам дека многу размислиле
пред да донесат било каква мерка за обезбедување. Дали е тоа притвор или е куќен притвор? Во овој меѓупериод, додека се уште зборуваме за одземање на имунитетот на пратениците, треба или да постои загриженост од аспект на тоа дали тие не може да се случи да избегаат од државата? Мислам дека прашањето ви е на место. Значи, ќе зборуваме сега затоа што пратениците се рамноправни. Така, не имаме 120 пратеници и може би према некои други се водат други постапки за кои ние не знаеме и не се повикале на имунитет. Така да, јас мислам овде обвинителството за организиран криминал, дека настанал е случај на 27 април и знаеме колку време од тогаш измина. Значи, требало да мисли на време, ако веќе покрај оваква постапка, сигурно дека требало да превземе некои мерки, бидејќи ова е за ова дело, како колегата, ево едностоп кривична материја е предвидена минимум 10 години казна затвор. Значи, во конкретно случај не сум јас кој ги предлага мерките или колегата. Што мерки ќе предложат? Во моментов имаат предложено мерка притвор. Ви кажам. Второ, ако можеби некој не се повикаше на имунитетот, ке се одлучуваше за притворот, можеби ке беше притворен. Во конкретниот случај, секој треба да си пази за грешките. Ние како одбрана, мислам, треба да се гледа, допринесуваме со своето искуство, и тоа е целта, јас мислам, на адвокатурата, за да се расчисти одреден настан, бидејќи јас сум уверен дека не може сите да имаат исти учества во тој настан. Значи, затоа мислам дека постои можеби опасност. Јас не знам, јас можам да зборувам за тоа дека колку што знам, дел од пратениците, не сите, сами се јавија во судот. Во конкретниот случај, сега зборуваме за други случаи. Можеме да изречат друга мерка, пример. Повторно доаѓаме до тоа дали тие можеа да некого лишат од слобода без дозвола од парламентот. Во конкретните кои јас вака ги знам ситуации во земјите кои во светот, посебно од Европска унија, посебно со ставовите на Венецијанска комисија, има различни видови. Некаде може, некаде не може. Значи, ние имаме прифатено систем сличен на Словенија и Хрватска, боруваме за притворот. Значи, барањето е за притвор и ќе се одлучи за притвор. А она опасност дали постои, не би ја коментирал, затоа што друга мерка не беше предложена. И не беше прашано за имунитетот. Значи, можеше некој да не се повика, така, можеби ќе се определеше одземање на патни исправи, можеби ќе се определеше мерка куќен притвор, но да се надеваме, мислам дека сите се јавија во судот, затоа што има некои од обвинетите кои се уште нели слушаме од телевизија дека не се ни приведени. Не зборувам за пратениците. Пратениците сите беа присутни. Да, тие се уште 12 минути трае. Има и една друга вака чисто практична причина. Не знам од која причина некој би можел би одлучил да бега, кога за ова кривично дело каде што е предвидена минимална казна, значи минимална казна затвор е 10 години. Да се даде во бегство, значи екстремно долги се роковите на застареност. Ако, например, некој би сакал да се даде во бегство со цел да застаре еден ден тој предмет. Тоа е првата работа што мислам дека никој не е нормален правник или некој што би го советувал тој човек не би му го советувал тоа. Второ, во тргнувајќи од тоа дека сега светот е глобално село и дека сите се поврзани за 2 секунди сегде, каде би се криел тој човек? Во дождовна шума, во Бразил со некои племиња 25 години за да не го најдат и да живее цел живот во страв. И дури да некој да се обиде да се даде во бегство, јас сметам дека тоа не е добар потез, дури да е виновен, според докази, а камо ли оние што
чувствуваат за виновни, затоа што тоа не е живот. Значи, вие треба да избегате од своето семејство, од секој нормален, да живеете и така натака. Сум имал некои клиенти кои што така се криели и на крај завршиле 3 пати полошо, а па од друга страна дава своја тежина, па дури некои и судиите се луѓе, секако дека има докази, ама некогаш ако е лабав, ако е 50-50, дали има доказ или нема доказ, секогаш ќе претежне фактот на бегство. Јас сметам дека во конкретниот случај притворот не е само барањето од обвинителството, не е само во оваа фаза на постапката, не е само поради опасност на бегство. Да. Има 3 точки. Опасност од бегство, влијание на сведоци, уништување на траги и повторување на делото. Јас сум сигурен дека обвинителот ги има побарано за сите 3, особено за вака тешко кривично дело. Така што бегството како бегство не би го решило тоа и притворот не би бил определен само заради опасност на бегство. На крајот на денот, ако би било само барањето за определување на притвор поради опасност од бегство, тоа се решава на друг начин, со давање на гаранција и така натака, со други мерки за замена на таа мерка. Меѓутоа, во овој конкретен случај, во оваа фаза на постапката, притворот се бара по сите основи согласно ЗКП и на крај сметам дека не би било тоа паметна одлука и не мислам дека некој ќе би се дал во бегство. Да, но имаме двајца поранешни од ДБК челни луѓе кои што се дадоа во бегство и избегаа. Па добар ви е примерот. Колку време беа во бегство? Уште се. Сепак избегаа. Не. Како не се во бегство, обезбедени се во екстрадиционен притвор. Да. Значи обезбедени апсолутно. Во екстрадиционен притвор прашање на време, апсолутно прашање на време кога ќе бидат екстрадирани. Имате скратена и нормална постапка на екстрадиција. Може да трае 90 или што знам ја, плюс минус некој ден, ако ги користат сите. Меѓутоа во моментот кога се притворени, кога се испратени нашите првични документи, кога им е определен така наречениот обезбедувачки притвор, тие многу добар пример даде новинарката, водителката, значи многу добар пример даде. Ете, се дадоа во бегство. Колку траеше тоа бегство? Значи, не е тоа лесна ситуација да ти од една машинерија што се вели држава, која што ќе има сите можни ресурси, сите можни соработки, Интерполи и така натака, да се дадеш во бегство. И сметам дека се доволно паметни луѓе, а особено пратениците, затоа и сметам дека повеќе се заинтересирани во контрадикторна постапка да докажат, иако они не се должни да докажат својата вина, вината докажува обвинителот, за нив постои презумпција на невиност, меѓутоа да учествуваат активно во постапката каде што на крај би резултирало со нивно ослободување. Така јас размислувам, дали секој си размислува за себе, дали така ќе постапат, времето ќе покаже. Вие исто размислувате со оглед дека имаме и уште 12 други кои рековте не са ни приведени. Не, јас не знам, тоа го слушнав од медиумите. Да, тоа официјално дека имаат информација. Да. Например, мене стварно ми беше во овие денови, ако ги читате порталите, ево колегата ќе се согласи, верувам, дека за ова дело не треба да се бара симнување имунитет. Значи, тоа го изјавува наш колега. Да, тоа се отвори исто дебата околу... Не, пазите. Значи, јас се прашувам по кој член. Значи, нас целта, мислам со, ево да кажам, мојот воспитавател, е да се докаже, бидејќи стварно, тие луѓе кои беа нападнати Јас сум бил 4 години генерален секретар и добро знам кој, како постапува по правилник, по упатства и не би сакал сега да ги набројувам, која дава наредбата за евакуација. Значи имате таква процедура што не е ни темата денеска, но верувајте ќе се отвори сигурно од текот на мојата одбрана. Бидејќи треба некој да ја докаже вината. Значи ако е виновен, може би ќе дојде и до каење и некој ќе признае вина. Значи рано е за тоа да зборуваме. Но конкретниот случај, луѓето кои беа, например, нападнати во собрание со сталаци од камери, да не беше обезбедувањето кои ги знам лично, се работи за исклучително луѓе професионалци, значи не беа случајни луѓе тука, кои и случајно беа допределени на еден поранешниот министер, сегашен исто актуелен,
И те ја спасија ситуацијата, мислам да не дојде по мене до потрагичен настан. Така да, верувајте, мислам дека таа работа мора да се расчисти. И јас во целост се согласувам дека ќе видиме што ќе се случува понатака, али сепак се работи за огромна бројка луѓе, а тие кои се решиле, дали се решиле за бегство или не, тие самите се одлучуваат за тоа. Ние имаме информација од медиуми дека некој е во бегство. Сега, дали ќе остане во бегство или ќе се пријави, во денеска двајца се пријавиле, значи одреден им е притвор. Значи да причекаме да видиме како ќе се одвиваат работиве, али се работи за еден сериозен предизвик и за обвинителството. Што би сакал да кажам, после настаните, уште кратко, од 24-ти, јас во истото студио само на друго место, кај вашава телевизија, изјавив дека ако не се расчистат настаните со 24 декември, ќе се случи уште после. За жал, прогнозирав. Стоја снимките и прогнозирав дека бидејќи парламентот веќе не функционираше на оној начин на кој јас знам дека функционираше. Например, за да тогаш во историјата на државава е дадена само една наредба да се отстрани пратеник од сала. А вие да издајте наредба да се отстранат сите пратеници и сите новинари, и јас кажав тогаш, ова е веќе сериозна работа. И ќе се случи уште парламентот да завлегува во криза. И самите сте сведоци дека ево до што дојде. Да, Никовски само пал. Ме поттикна ова што го кажа колегата за дека на портали стоело дека за вакво кривично дело немало не треба, него како што го разбрав стоело дека некој тврдел. Не, некој беа убедени. Дека не треба да се расправи. Ево, вие сега дискутираме. Дали треба да се сим направи имунитетот? Не, он друго вели, дека за вакво кривично дело на 10 години. Веројатно некој така тргнувајќи од за кое кривично дело, тргнувајќи понесен од настаните, можеби со право секој треба да биде. Вие па поготово сте биле лични учесници, сами на своја кожа сте го виделе тоа што се случувало таму. Секако не сте биле премногу среќни со да бидам најблаг со таа ситуација. Меѓутоа, базата на правото во една држава ви е уставот. Значи највисокиот правен акт. И сега какви се тие дилеми, јас сега ме запознах. Пардон. Какви се тие дилеми заради ова кривично дело изнад 10 години да немало постапка за одземање на имунитет. Значи има само една и единствена ситуација каде што може да биде притворен овај пратеникот без постапка што сега се спроведува. Тоа е кога е фатен инфлангранти за кривично дело кое е предвидена казна затвор од најмалку 5 години. Што значи во конкретниот случај тоа? Тоа значи во конкретниот случај на плоштад да пука некој си пратеник или што знам ја веќе да прави кривично дело и да биде фатен и веднаш да биде однесен и да му биде определено притвор. Значи само во тој случај флагранти. А во секој друг случај мора да се спроведе оваа постапка. Значи инаку ќе паднеме како правна држава, мора. Тука е прашањето дали тоа значи дека полицијата која што стоеше вечерта во собранието и која што ги гледаше пратениците како ги отвараат вратите, требало да делува во тој момент врз пратениците. Сега ги имаме и снимките и тука се отвори таа дебата околу... Ке се отвори таа дебата сериозно. Дебатата беше, јас си пред некој ден слушав, имаше толкување дека и сега 7 месеци после настанот дека тоа било инфлагранти, односно во моментот и дека тоа треба да се примени. Значи тоа е најголемиот нонсенс што го имам јас слушнато во мојот живот. А дали знаете кој го мисли тоа? Па не би сакал со имиња. Не имиња, институции. Па не само институции и колеги наши го кажуваат јавно. Дали ево истото. Значи не може тоа да биде инфлагранти. Вака по моје скромно мислење, може па ја грешам. Значи тоа е пред 7 месеци настано. Дали е тоа снимено? Дали не е снимено? Тоа е друга работа. Значи не може да биде, мора да има постапка за одземање на имунитет.
А сосема во ред ви е прашањето за одговорноста на тие службени лица и кој вели дека кој што многу добар пример дадовте и преска и сега, значи седеле и ништо не реагирале. Не само што седеле и ништо не реагирале, него имаше еден си пееше македонски патриотски песник како да е дојден на не знам таму на некоја свадба, слава, не знам на што беше. После слушнав дека бил суспендиран и така натаму. Суспензијата е само дел од работно право и е ситна боранија во однос на непревземање и непревземање на действија значи облик на сторување на кривично дело. Меѓутоа, ова е почеток. Кој може денеска од денешен аспект да каже дека тука почнува и завршува постапката спрема само овие обвинети и само за ова кривично дело и може би ќе се прошири постапката, еве слушаме се земаат телефони. Може да ќе се прошири постапката према други лица. Може према сите лица, нема да биде за кривично дело од член 313. Така да ова што вие го велите апсолутно треба санкции. И не е доцно ни сега, ни за некој период, затоа што овие се тешки кривични дела и нема никаква опасност од застарување. Видите, собранието... Да, сакав да дадам малку на... Да, и јас сам само собранието, значи, како нели сакаме да биде посебна власт и се одиме на таму, да успееме да парламентот стане стварно независим. И затоа е предвиден тој метод, за да не може извршната власт да влие врз парламентот, дали ќе одобри притвор или не. Тука е проблемот. Значи, затоа сите, има земји, извините, накратко, има земји, кај точно одредено за кои дела не може да се бара имунитет на пратеник. Да, меѓутоа кај нас имате член 64, тука почнува и завршува приказна. И готово. И мислам не треба, тој е член 64 и така и судот го гледаше случајов. Член 64 од Уставот. Па тој вели само мора да бара, освен ако во ситуација флагрантни е фатен за кривично дело, такво и така. Искра, беше директно засегнати твојот живот во собранието. Како гледаш од денешен аспект на оние пораки ги читаме од фамилиите на функционерите практично сега, на пратениците, на останатите функционери, дека тоа биле фини луѓе. Што тебе ти се случуваше во собранието и како гледаш сега на тие апели? Ако некој треба емотивно да реагира во оваа ситуација, веројатно тоа сум јас, бидејќи ја бев директно претепана. Ја не знам дали ќе излезам од тоа собрание, впрочем, како и вие и дел од колегите и сите што бевме вечерта во собрание. Ама јас на вистина од петни жили се обидувам да размислам разумно. Што значи директно претепана? Еве вака. Не би сакал сега да објаснувам во кој агол од собранието, меѓутоа долго време веќе известувам од собрание и за моја среќа го знам собранието веројатно со врзани очи. Во тој агол кај што бев и јас застаната, во оној момент кога вратите од прес-центарот се затвори и не пушта да излеземе внатре, прво кога упадна таа маса народ, како да ги наречам, револтираните, бесните луѓе, еден од оние, простете се што ќе употреба можеби и сленгови, можеби не соодветен литературен јазик, но еден од оние што ги нарекуваме батки во црна, маичка, келав, избричен, дојде и прво вербално почна да ми се заканува и јас буквално изреагирав: ајде брат, те молам, ај бркај си работа. Јас стварно се уште мислев дека не може толку без да се собери, толку без да се излие на некој што појма немаш, не го познаваш. Нешто си упаднал негде. Не негде, туку во собрание зборуваме, но еве нека биде и така некаде. Вториот напад кон мене беше кога еден од граѓаните што падна во собрание, па тој за среќа или за несреќа прв отиде во притвор, јас се зборувам по снимките го препознав, со сталак од камера, кој тежи веројатно минимум 10 килограми, зависи од камерата, го фрли на кај мене и ми рече: и ти ќе страдаш. Ајде, и тоа можеби не го сватив сериозно, бидејќи јас веќе долго време работам по телевизии, јас сум научена тие сталаци да ги влечам на мене, па и не ми се виде нешто многу страшно веројатно. Предпоставам тоа беше причина. Но на крај
еден од тие револтирани граѓани, не би знаела да кажам кој беше врзан со македонско знаме, тоа се сеќавам, зема од оние што ги викаме директорски фотели, тоа тешките фотели, метални, какви да се тежат по десетици килограми, ме погледна во очи. Јас тука ја гледам всушност намерата дека тој намерно сакаше да ме повреди. Кога ме погледна во очи, ја пак простете и вие како домакинка на емисијата и телевизијата пред се гледачите, што ќе се изразам така како што ќе се изразам, но се обидувам автентично да покажам што се случуваше. Ме погледна во очи, ја зема столицата и ми рече: "Да, и ти ќе страдаш курво шиптарска." Не би можела да тврдам, јас се извинувам, апсолутно, јас се извинав и претходно, меѓутоа сакам да кажам што ми се случи. Предпоставувам дека тој човек што ме нападна, така како што ме нападна, веројатно е незадоволен или мисли дека јас како новинар не треба да работам во медиум кај што собствениците се албанци. Јас таму работев. Во тој момент или можеби е незадоволен од моето известување или емисијата што ја воде во тој момент. Sejedno, не навлегувам во тоа, единствено што во тој момент ми текна, поучена од искуство, сум била до сега на милион ризични настани, ми текна да се свртам со грб, да си ја заштитам главата и да клекнам долу, со надеж дека ете само можеби ќе ме, како да кажам, ќе ме поклапуши таа фотелја и вистина така и бидна. Не знам сад колку дозвола камерата, имам слики, што веројатно подоцна некој пат во некоја доказна постапка, можеби пред суд ќе ми требаат, како бев повредена. И пак велам се обидувам да бидам разумна во сета оваа ситуација, иако ако треба некого да го водат емоциите, тоа сум јас. Те водат ли сега емоциите кога слушаш дека тој бил само оперски пејач или тој бил само актер па не можел да го направи тоа дело и дека сега треба да ги... Видете, јас не знам кој ме нападна, затоа што го препознав на сликите, кажувам. Овој човек врзан со знаме, јас стварно не знам кој беше. Кога зборуваме за професии, видете, со сета должна почит кон тие луѓе. Јас сум била на десетици опери, сум ги слушала тие оперски пејачи. Сум била на стотици представи кај што актерот си ја вршал својата професија и глумел и сум го гледала. Меѓутоа, пред законот сите сме исти. Дали се виновни или не, пак велам, се обидувам од пет нижли да бидам разумна, не знам, не можам да преюдицирам. Ниту па знам ја, тој со знамето што ме нападна, кој беше човекот. Но велам, секој мора да му се докаже вината, тоа што зборат адвокатите, па после да зборуваме кој колку е крив и дали воопшто е виновен. Но во секој случај, јас сум засегната во овој случај, колку и да бидам разумна, не можам да речам дека нема да си ја барам правдата. Можеме ли да очекуваме признание на вина сега во текот на постапката, бидејќи гледаме дека во случајот Шамари, каде прво обвината токму пранешниот премиер Никола Груевски, некако се редат тие признанија? Па видите, значи јас очекувам, значи кога имате вие една бројка голема на осомничени за вакво дело, значи ова е дело од главата против државата, значи сериозно дело. Ке видиме дали ќе има преквалификација, нема да има. Во овој момент мислам рано, но секако како одбрана секој адвокат, кога ќе му бидат презентирани доказите, кои докази, како се, кој со кого бил поврзан, не бил поврзан. Значи, ако 27 април кога беше, сега сме веќе утре 1 новембар, декември, значи сериозно сигурно прибрале, имале доволно време да приберат материјали, ево, вие кажувате сте биле и сведок на некои настани и можно е да има признание на вина, секако, каење, затоа што јас верувам дека некој од тие кои го имаат сега на товар осомничени за вакво дело тероризам, сигурно можеби не знаеле што се случува во пресцентарот. Ние знаеме пристапот каков е до пресцентарот, кои сме биле таму, и јас не се согласив со колешката со врзани очи, во пресцентарот не можете да стигнете. Јас 4 години одев, па го грешев влезот до пресцентарот. Може да се можеби се спасив. Не ме сватите, значи има некој, можеби што има влезено и од други влезови. Значи, ние не ги знаеме доказите.
Собранието има снимки, во секој дел од собранието има снимки, освен во канцелариите. Значи тој систем постоеше, постоја снимки и на дворешни камери има, ке се види кој како од каде влегол. Значи имате вие уште неколку влеза. Имате и влезови и од гаража, имате и службен влез, имате и дом на Арама, и сега да не кажувам. Видовме се пак на отварање на ми зборовме, значи тоа се случува повеќе сати, може би некои од инволвираните биле и присутни во собранието, значи затоа викам све е можно. Значи јас очекувам, ме прашам конкретно, очекувам некој и да признае вина. Извинете, господине Дуковски, извинете Наташа, морам само да се појасниме. Јас зборував за мене, велам, јас се спасив веројатно на начина кој што се спасив тогаш кога се спасив, благодарение на тоа што се малце тоа новинарски изразов соочи во смисла дека долго време сум таму и во тој момент ми текна како да успеам да се спасам. Не, за да излезете, ве разбирам. Од прес-центарот. Али да дојдете до прес-центарот не е лесно ако не сте биле. Не, јас бев до прес-центарот, јас дојдов бидејќи ја бев на работна задача, ја бев таму од Сабајлето. Добро, се разбирам. Може ли да се очекува признание на вина и што тоа би значило евентуално за оној кој што би ја признал вината, олестителна околност, дали би можело да се земе? Вака се. Ова е неблагодарно прашање за мене, затоа што прво, јас ќе ви одговорам хипотетички, а сепак да се однесува за случајот. Што сега да кажам? Моја лична предпоставка е дека секако ќе има во оваа фаза не се вика признавање на вина, него се вика спогодување, спогодба. Таа спогодба може да биде по иницијатива на одбраната, односно на осумничениот. Може би нема да ја прифати таа спогодба јавниот обвинител. И така да таа спогодба падне во вода, иако има добра волја, да речеме, од некој од осумничените. Сметам дека е уште прерано да се збори дали некој ќе признае вина или нема, односно ќе склучи спогодба во оваа фаза на истрага или нема да склучи спогодба. Зошто? Поредот на нештата би требало да се презентираат доказите за секој конкретен обвинет и секој после да одлучува дали секако со стручна помош од одбранител, да види дали тука има доволен квантум на докази кои што би довеле до некоја осудителна пресуда према него. Јас лично очекувам дека ќе има иницијатива за спогодување и тоа очекувам во зависност од тоа, меѓутоа јас, кој сум јас, тоа што очекувам. Секој сам се одлучува и како што реков, тоа е индивидуализирање и тоа е самостојна и инокосна одлука на секој од осумничените дали ќе се обидат да склучат спогодба или нема да склучат спогодба. Јас лично очекувам дека ќе има такви случаи и тоа ќе има прилично ќе има во овој конкретен случај, тргнувајќи од бројот на осумничени лица. Што во конкретниот случај тоа би значило? Самата цел, односно самото битие на институтот спогодување или признавање на вина во подоцнежен дел на постапката е да прво државата да го заврши предметот, како што се решаваат 70% од предметите најмалку во Америка, каде што постои овој институт и се вика плит барген, да му се докаже на осумничениот дека криминалот не се исплати и да избегнете скапи и долги кривични постапки. Меѓутоа, една од тие работи кои што кумулативно треба да се исполнат е и осумничениот да добие некаков бенефит. Во конкретниот случај што би тоа значило? Тоа би значило ако е предвидена минимална казна 10, сега јас лупам, да он добие поблага казна со тоа што он ќе ја признае вината, државата го затвара предметот спрема него, целта на казнувањето се постигнува, генерална специјална превенција, се избегнува долго и непродуктивно судење. Така да јас лично
сум скоро сигурен дека некој од обвинетите, секако тие што се чувствуваат виновни, не можете вие да натерате со сила некој што апсолутно не и зошто би го натерале. Некој што не е се чувствува виновен да признае. Се отвара тука и прашањето дали ќе низ оваа постапка ќе се стигне и до оној кој што директно го исценирал, односно го нарачал ова случување во собранието. Па имајќи по мене, имајќи во предвид како постапува обвинителството и ставањето на ова квалификација на делото 313 на сите моментално осомничени, јас мислам тоа е и целта. Ако има организатор, значи ако е било организирано, како било организирано и кој бил опфатен во таа организација. Значи, мисламе неблагодарно се зборува да имало организатор или немало. Бидејќи сите сме снимките ги видовме, значи, мене посебно ви кажав, бидејќи знам начинот како во собранието функционираат службите во вакви околности, како треба да функционираат, посебно тука ќе споменам службата за обезбедување, која е директно под председателот на собрание и која има и генерален секретар кој со упатство се грижи за спроведување на тој внатрешен ред и посебно проценките, околностите, како дошло, кога дошло и кога вистина, мислам, се работи за луѓе кои ги знаете, малку и не може да бидете имун на тие работи, бидејќи ние сме имале не вакви настани за среќа, но имало приближно случаи каде треба да се реагира со евакуација и сметам дека мораше во прес-центарот салата, јас го кажав добронамерно за вас, бидејќи влезот до нејзе на човек кој не е од собрание е многу тешко да се снајде. Значи, ако дојде да влезе од нарама и да му кажете, одите во прес-центар, знаете и вие. Да, тие стигна успеа за 3 минути да стигне. И сега, во моментов, само да довршам, мислам дека луѓето кои ги видовме во прес-центарот, кои ги напаѓаат стварно пратениците, и кој ево Кирацовски беше од тие сите најсериозно загрозен, па денеска изрази дека ето опростува, но бара да си се одговара секој што направил, што е, мислам, добро и очекувам, ме изненади нереакцијата на специјалните сили во таа сала. Не можеше да остане толку време на неколку обезбедувања кои може и да не бидат тука. Некои од нив беа и повредени, беа во амбулантата долу во собрание. Како не беа повредени? Собраниското обезбедување вие видовте колку беа повредени, значи. Имате, знаете какво собраниско натре обезбедување и самите. И бројката ја знаете. Дел од нив беа повредени, беа долу во амбулантата заедно со мене. Може и то. Да, и воопшто и не сакаа да реагираат, имаше и такви кои немаа наредба да реагираат и покрај тоа што имаше повредени. Дуковски, кусо предодиме со рекламите, може да се стигне до оној кој што е нарачател, кој што го иницира целото ова сценарио преку овој случај? Па не знам јас ова колку е правно прашање. Многу лесно луѓе, па не, многу лесно луѓе гледам деновиве и колеги и правници од правната фела со огромна леснотија. Така, веднаш кажуваат кој е извршител, кој е... Прво, дали е ова воопшто правно прашање за нарачател? Да, правно е ако вистина се открие кој е нарачател и нормално тој ќе се процесуира. Тоа му е обврска на обвинителот, не може да не го процесуира. Дали ќе се стигне, јас сметам дека прво, знаете што сакам да кажам? Сакам да кажам дека тоа што се случи на 27 септември е срамота за Република Македонија, за една демократија, за една држава млада, стара, не е битно каква. Едно е вие да имате расправија пратеник помеѓу пратеник, па дури и физички некојаш пресметки што гледаме во Кореја и во Јапан и така натака, а друго да го имате ова, каде што негде каде што е загрозен живот на
Да, на лице. Видите го само оној полицаецот што седи до Оливер Спасовски и до Заев. Не го знам, не го познам човекот. Него сакам да ви кажам, гледате го изразот на лицето, се гледа страв за неговиот живот. Сега, апсолутно сум сигурен и знам дека обвинителството за организиран криминал не случајно го водеше и го води овој предмет 7 месеци со увиди, со на лице место идење и со сослушување на многу и затоа беше превземано од нив. Првично овој предмет се водеше и затоа првите постапки завршија со така како што завршија. Сега се во жалбена постапка, меѓутоа завршија така како во учество на толпа. Меѓутоа сега во конкретниот случај се води темално до обвинителството за организиран криминал. Јас сум убеден дека обвинителството за организиран криминал, ако има и најмал доказ за тоа кој е можен нарачател на ова што се случило, дека ќе го процесуира. Значи немам еден стотинка од секунда дилема дека тоа така ќе се направи. Меѓутоа, навистина станува огромно прашање, објективно огромно прашање. Многу е лесно вие да речете, јас го викам тоа кафански муабет. Многу е лесно вие да речете тој е нарачателот. Значи ако сакаме да се развиваме како правна држава, значи треба да му го докажете, не само да кажете тој е нарачател. Дали тоа ќе се успее во овој конкретен случај, останува да видиме, со тоа што обвинителството и судот до сега мислам дека многу сериозна работа. Како ќе биде во иднина? Одиме со реклами, потоа ќе се вратиме назад со крајот на емисијата. Назад сме во студиото. Делото е терористичко загрозување на уставниот поредок. Дуковски, колку е тешко или лесно да се докаже ова дело? Па за мене како практичар мислам дека е тешко сега. Некој ќе рече, чисто имате снимки. Значи повтор сериозно дека е работено. Апсолутно сериозно е работено, да.
Значи, тука треба да имате неколку елементи. Значи, треба да имате долус директус, треба да имате директна умисла. Значи, со намера да го урне, и, односно да го загрози уставниот поредок. Е првиот облик на вршењето на делото, а вториот облик или безбедноста на Република Македонија. Значи, не е голо насилство, сега некој се напил и влегол во собрание и кршел лустери. Значи, овдека намерата треба да биде за уривање на уставниот поредок и загрозување на безбедноста на Република Македонија, како? Со акт на насилство. И таквото действие на сторителот да предизвика несигурност и страв кај граѓаните на Република Македонија. Тргнувајќи од периодот од кој што е извршено овој настан од 24 дека станува збор, јас уште првите пресуди кога падна за учество во толпа се јавував и велев дека ова не може да биде учество во толпа толку тривијално. Тоа беше обид да се прикрие со таква минорна. Не знам каков обид било, меѓутоа едноставно јас не се согласував дека тоа може да заврши така. Меѓутоа овде треба да се докажат овие работи што ви ги кажав. И тоа треба да го докаже обвинителството. И тоа треба да го поаѓајќи од ова што го вели колегата дека сите 36 лица, независно дали е некој во бегство, некој е тука, за сите 36 лица е донесена наредба за тоа кривично дело, член 313 за тероризам. Сега, дали за сите ќе се докаже тероризам? Дали овие работи ќе се докажат, што ги кажав, директната умисла за уривање на уставниот поредок, за безбедноста и така натака, ќе покаже времето. Јас не можам да верувам дека јавното обвинителство за организиран криминал би си дозволило, затоа што ова по многу нешта е еден од она што се вели во западното право case law и ќе се прават и судска пракса и така натака по овој голем кривичен предмет. Мислам дека е прв кривичен предмет, освен предметот што беше за Љубе Бошковски, за двајца други претеници што беше, зборам за вакви, за симињање на имунитет за претеници, каде што на шесторица е побаран да се одземе имунитетот. Сметам дека очите на целокупната јавност ќе бидат вперени во обвинителството. Значи, вие треба многу бритко тука да го профилирате, има докази, дали има за сите докази за тероризам. Ова е многу комплексно кривично дело. Не ви ова чисто убиство, некој извадил пиштол, трас, пукнал и го виделе тројца и го завршувате делото. Прилично тешко и сметам дека тука времето не треба никого да гази. Побитно од времето е да се утврди правата вистина, дали е оваа правна квалификација, дали за сите е оваа правна квалификација, ако не е за сите, за кого е оваа правна квалификација и само така ќе станеме правна држава. Можни ли се преквалификации и која разликата се направи на заблуда исто во јавноста околу членот 313 и членот 394 по кој што се однесува за терористичка организација за кој што се судат? Па добро, значи јас за да не би се повторувал конкретно на прашањето, јас очекувам преквалификација, нормално не си. Рано е тоа да се прогнозира, ние очекувам дека имајќи го предвид бројката, ова што кажа и колегата, веќе имаме и нови случаи на одземање телефони, одземање други материјали, значи се уште работат на случајот. Сигурно се пресретнати разговорите, кој со кого, како, што. Секако очекувам преквалификација, бидејќи вистина делово, за да се докаже ова дело, обвинителството треба да има цврсти докази, а имајќи го предвид и времето во кое работи, сигурно ги обезбедило, но повторно ќе кажам, мислам дека е отидено на ова дело за сите, во овој момент ради притвор определување и од кои причини ги објасна колегата притворот се става и мислам дека затоа е ставено ова тешко дело и второ, мислам дека можеби ќе звучи дека не е така, но јас према некои информации, дилемата е таа што ја споменав, дека ако се стави за сите по ова дело, тогаш ќе мора да се определи притвор.
Што, ево, ние се согласиме дека не е така. Сега, во меѓувреме што ќе се случува, како ќе се случува, значи сите не се донесени во кај судија во претходна постапка. Значи има некој кој можеби веќе дале искази во обвинителството, а не се барало мерки никакви на предпазливост. Значи не ги знам тие детали, само мислам дека ќе има дополнување, сигурно. Се извинувам се. Сакам да кажам уште една работа. Можете да имате она преска што разговаравме за спогодувањето. Спогодувањето ви значи потврдување на фактичката состојба која што ја тврди јавниот обвинител. И сега вие замислете ситуација да имате да добиете 5 луѓе, 10 луѓе кои што ќе ви ја потврдат фактичката ваша ситуација, затоа што обвинителството нема да оди Рајко направил посебна работа, него сите тие ги става во конкретни действија за подведени под ова кривично дело. Ако се случи да повеќе лица тука извршат спогодба, ако спогодбата нормално ја прифати јавното обвинителство, тогаш многу ќе се олесни работата на јавното обвинителство, затоа што ќе има потврдена фактичка состојба и тогаш многу полесно ќе го заврши овој предмет. Искра сведочеше али во јавното обвинителство и кои се очекувањата од овој случај? Конкретно за мојот напад, јас не сведочив, никој до сега не ме повикал, меѓутоа бев повикана за случајот во врска со нападот на пратеникот Зијадин Села. Јас не, конкретно не би сакала да зборувам во име на обвинителство или што ме праша, сепак тоа е работа на јавното обвинителство, кажав тоа што имав да го кажам. Она што мене ако може да се рече ме радува во целова какофонија или хаос што ни се случува или ова лудило, е тоа што еве и од овој разговор вечерва може во некоја малку подалечина веројатно да се надеваме дека ќе тргнат работиве нешто малку накај правна држава за која што зборуваме. Она што во ова блиска иднина и сега ме плаши е тоа што гневот на народот по различни основи толку насобран што не би сакала да зборувам, меѓутоа уличната правда да не си го земе местото на место правните институции. Ајде да веруваме дека нема да биде така. Дуковски, за крај се појавувате после подолго време, бевте мета на критики поради тоа што претходно бевте жесток критичар на претходната власт, се најдовте во ситуација да бидете бранител на една од поранешните министерки. Што е прашањето врска со тоа? Кој е вашиот став подноси, како одлучивте на критиките и како одлучивте после толку жестоки упатени критики да застанете во одбрана? Нажалост, знаете што, јас ги имам снимано сите емисии кај што сум гостувал на сите телевизии. И со секого можам да дебатирам дека јас во ниеден момент и оваа власт ако прави такви кршења на човековите права, такви брутални определувања на притвор, ја ќе бидам првиот што ќе ја критикува. Меѓутоа некои тоа го сватија навијачки, дека јас сум сега во дресот на СДСМ, па некакви дека јас привилегии ќе добијам, што во никаков случај не е, тоа е едниот дел од мојот. Значи во никаков случај, значи јас сум целиот мој живот ништо друго немам работено. 26 години сум на 1 ноември регистриран адвокат. Друго ништо немам работено. Тоа е првиот дел од разговорот. Вториот дел од разговорот. А вториот дел од размислувањето зошто сум се нафадил. Значи секој лице има право да добие најдобра можна одбрана. И треба на вистина тоа беше едно вака искуство не баш пријатно, ама и по социјалните мрежи, не трагично нешто пола од тие лица ми се странки. Него сакам да кажам дека треба да престанеме со тоа бескрупулозно хейтање без да се знаат фактите на предметот. Јас сум убеден, не дека сега ја јавно, пошто вие ме прашавте, немаше да го отворам тоа. Јас сум убеден дека мојот клиент, поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска и другите две обвинети во тој предмет апсолутно се невини. И сега што? И втора работа, по сите почнувајќи од законот за кривична постапка, од сите меѓународни конвенции јас имам обврска да бранам, се нафатив и во ниеден момент не се кајам за
Затоа секој има право да, по моје скромно видување, да добие добра одбрана. Јас мислам, ќе се обидам да дадам таква одбрана. Само може кратко. Само 20 секунди. Да, се согласувам с потпорно. Бидејќи во истата ситуација ќе се најдам и јас, бидејќи луѓето не можам да сватам колеги наши, кои ние знаеме точно што работат, и како работеле, и со кого, и со како, сега повекуваат дека не било морално или не знам како, јас да го бранам пратеникот, бидејќи биле загрозени, да кажеме, некои лица внатре, кои сто мене ми се драги и пријатели и ги знам. Значи, од секогаш ни се лепеле етикети, него мора еднушка да се знае дека адвокатурата е на најниското ниво од кога јас можам Што би значило, ние например, да седиме 20 адвокати цела вечер во ходник. Извините. Што би значило, например, вие да отидете, што би значило, например, вие да отидете на лекар. Еве да ви кажам, да отидете на лекар, така, хирург. Случајно ви треба неурохирург, да речеме, има, да не лупам, има малку во Македонија. И тој да ви рече, да ви констатира се што е и да ви рече, ама вие имате излив на крв во мозок, треба да се оперирате, микрохирургија и така натака, и вие добро пристанувате на тоа и он ви вели, ама чекајте, заборев, на која партија сте вие? Јас сум за СДС или јас сум за ВМРО, не можам да ја застапам. Или истиот човек. Морам да крајот на емисијата. Ви благодарам на сите за гостувањето. Останете со програмата на телевизија 24.